Добродојдовте на овој малце поразличен подкаст на Биди Свој. Некако имаме повеќе гости, колега, и моравме да направиме некоја размена. Сега сум поблиску до тебе, се надевам дека подобро ќе се чувствуваш овој подкаст. Поразлично? Поразлично. Па нели е така? Не знам. Ајде. Добродојдовте уште еднаш. Овој подкаст ќе поразговараме малце за велосипедизмот, за велосипедите, за тоа докаде е свеста на струмичани околу велосипедот и велосипедизмот, колку е развиен во Струмица, за тоа ќе ни кажат нашите гости. Добродојдовте. Може да се представите вие. Благој Гюзелов од клуб Југоисток. Борко Преметаров од велосипедски клуб Актив. Порч Тимов од Југоисток. Кирил Тасов, председател на ВК. Добродојдовте од моје име. Мислам, навистина ми е мило што вака лица со спортски дух, не само со спортски дух, туку и можем би рекол и активисти од друга страна, со оглед дека континуирано промовирате нешто што е урбана мобилност и едноставно здрав живот. Но јас мислам дека има конкуренција меѓу вас. Не, зашто? Очигледно нема. ЗСК Југоисток и ВК Актив. Има соработка. Има соработка. Да. Не знам, такво чувство имам. Дека вие сте конкурентни еден на еден. И се караме те. Да, да. Не се сакаат нешто во таа смисла? А ние многу се сакаме. Ама не, мислам, ако се сакате, зашто не биде еден клуб? Зашто не е само Кока-кола и Пепси? Значи, сепак има конкуренција која е подобра. Може би е подобро за самата средина, поголем развој ќе има во велосипедизмот ако има повеќе здруженија. Ајде, Благој, ЗСК, што значи? Здружение спортски клуб. Значи ние сме непрофитабилна, не и Тоа, сите граѓански здруженија се непрофитабилни. Да. Ама ако добијат некој проект, не е проблем. Не. ЗСК значи поширок диапазон. Поширок диапазон, значи не сме само на велосипедизмот, мада акцентот ни е велосипедизмот. Значи имаме тука и скијање, имаме и пливање, порно имавме и трчање. Па не сте конкуренција. А ВК Актив? Ние сме стрикно на велосипедизам. И Велосипедизам. тоа планински. Сакаш да ми кажеш дека има и друг велосипедизам, И Да. друмски. а и друмски. Пака. Тркачки. Тркачки, па добро. Колешки, нешто ново има од овој подкаст. За мотор, очигледно дека немаш пари да ме платеш, ама за велосипед да си купам, очигледно почна да течат работите. Да, почна да течат работите. Од Ајде, овој ти подкаст текна. има, имаме и пријатели, не само што имаме нови следачи на Инстаграм и на Фейсбук, имаме и коментари, од сега имаме и нови пријатели, поддржувачи на овој подкаст, Deluxe Rent-A-Car, еве, ќе пиеме И вода. Кога ќе биде уплатата, ќе има и нешто друго во филџанот. Ке пиеме. Си мислиш пиела, ка? Па сакав да кажам нешто Добро. ексклузивно. Инаку со неа се карам, морам да ви признам дека прво кога беа моторџиите, дека имав Сакав чувство да си дека купи сакав да мотор? купав мотор, ама подобро е на велосипед. Или што ќе ми препорачате вие? Здраво е некако, здраво е некако. Или електричен велосипед? Комбинација, ако не може да се одлучи. Комбинација. Благодарност уште еднаш што одвоивте време да поразговараме токму за велосипедизмот, кој што мислам дојдам впечаток дека на голема врата аборе, дека плегува во нашиот регион и дека не е таа слика што беше пред едно половина деценија овде во Струмица. Да, Или? Сигурно е така. Значи велосипедизмот е се повеќе застапен во Струмица и во околните населени места кои што гравитираат за наше задоволство и една од нашите цели е да го промовираме баш велосипедизмот и во Струмица и во околните места во целата Струмичка котлина. Чисто луѓето за да ги стекнат тие здрави навики каде што можат да се движат со велосипедот, да си ги обавуваат дел од своите врски. Тоа ќе намали заведување, секако тоа сме го кажали повеќе пати и ќе градиме таа култура на велосипедизам тука. Да, Блаже, дали чувствувате некоја гордост дека вие сте тие активни чинители или активисти кои што го промовиравте велосипедизмот последниве години? И дали се чувствувате горди што некако почнаа струмичени, иако срамежливо, но сепак гледам дека кој за рекреативно, кој за планински, како се вика, тркачки велосипедизам, но веќе велосипедот станува наше превозно средство.
Се разбира, значи ние и ВК Актив бевме активно вклучени во новите велосипедски патики, во креирање, дизајнирање, тестирање. Сакаме да го промовираме велосипедизмот, значи не само планинскиот на кој што сме најмногу сконцентрирани, сакаме да го промовираме и градскиот велосипедизам, конкретно Борче, буквално секој ден од село Дабиле до Струмица се доаѓа со велосипед и се враќа назад на работа. Тоа е многу здраво, многу и економично од друга страна. Еве нека каже и он. Борче, не сериозно. Сериозно, Не, од почетокот многу ме интересира реакциите на дабалчани или на граѓаните кога те гледаат дека со велосипед или точак, што викаме ние. Па, Имаше ли реакција од почетокот? па нон-стоп има реакција. Нон-стоп Респект. има и помладите генерации кои ќе видат понов велосипед, доаѓаат, прашуваат како, што, колку пари, секој го прашува колку пари купува. Ти си на работа овде во Струмица. Да. Дабиле, Струмица, колку е такси или со автомобил? Едно 100 денари во еден правац или? Такси 150 денари, со комбе 30-40 денари, така. Колку имаш заштедено сега кога почне искрено да те прашам? Два велосипеда. Доста велосипед. доста многу имам заштедено. Значи, Без само ако врне, не го користам велосипед. не само што е заштедил средства од семејниот буџет, туку и загаденоста на животната средина е намалил и И неговото здравје Да. си го чува. Колку членови имате во клубот? Ајде прво Кире, кажи ни ти за ВК Актив. Па моментално за ова година некаде околу 55 члена. Активни Тие со се постојани? членари. Што значи да се биде член на ВК Актив? Имат некои обврски, имат бенефити од тоа? Па, прво се уплаќа членство, нели, годишно, тоа е одредена сума на финански средства. Кој секоја година ние како клуб за возраст даваме по нешто, например капа, маичка, значи за ова што се уплаќа членство и така кога ќе уплати некој нели членство, влегува во некои си овие групи што ги имаме на Viber, на Facebook и оттаму контактираме нели сите да каде ќе се вози, што ќе се прави и Сите организации за велосипедски рути и тоа што Да. се случува, тие се информирани и се се дел од информирани вашите и активности. за тоа најголемо. А може ли со било каков велосипед да се стане член на вашиот клуб? Или имате некои Па не. правила и прописи? Обично, нели, како што реков, ние сме по планински велосипедизам. Меѓутоа, нели, може тука градски во градот, значи не е одредено, кажеме мора да имаш планински велосипед да бидеш член на клуб кај нас, например, велосипедизам. Не знам. Има некои што немаат велосипеди, сакаат да бидат членови, потоа купуваат, гледат како се движиме, што правиме и Ние, колега, немаме купуваат велосипеди. струмичани. Фактот дека годинава за неполни 5-6 дена, мислам дека беше оваа субвенциите за велосипед, сега не за планински велосипедизам, туку на вистина. Сите си купуваат велосипеди. И- Јас купив на ќерка ми од Апсолутно, субвенциите. апсолутно. Значи, тоа е доста убаво од општината што дават субвенции за велосипеди. Ова година беше и сумата поголема, така Така. да се надеваме дека Па тоа е вашата улога кој што ви таа ширите таа позитивна енергија дека мора да се свртиме кон велосипедот. Струмица не е. Да. И тука веќе можеби тоа што притискавте со години, еве резултат се можеби не знам 70% барем каже од локалната власт дека се изградени тези велосипедски патеки. Токму е нова ваше залагање дека можеби треба веќе конечно да се свртиме кон екопревозот, односно велосипедизмот, бидејќи ни најмалку Струмица не е проблематично да се вози велосипед. Сега не може од Ново село, ама еве, Дабиле, ова убаво го кажа Борче, да се дојде со велосипеди на работа, но и на излегување, ама се уште мислам дека струмичани би рекол качаджи несериозно, не знам зашто се смеете, на кафе, на кафе со ауто. Да. Се сеќаваш За жал, кога да. со моторџиите разговаравме дали го користат како средство само за превоз или за да покажат дека кач да покажат статус или им е начин на живење. Некои тие три различни начини на однесување имат кон велосипедот
И како ги перцепирате струмичани или поголемни дел од струмичани? Зашто најмногу го користат велосипедот? Па, види сега, ние како клуб го користиме најмногу за возење тука околу нас, околу градот. Сакам да кажем на редовите, на планините. Но исто така си го користиме и во градот. Има доста луѓе кои што одат на работа со велосипед. Така, живеам покрај велосипедската патка и така гледам доста луѓе почнаа да ги користат велосипедските патки. Што порано дали ти немаше патка или некако не се забележуваше. Меѓутоа сега гледаме дека цели фамилии, млади фамилии. Значи млади, нели, мајка, татко, мајка со децата, дали качени позади, дали деца со велосипеди. Значи некако полека почнува да се развива таа свест за... Што ги каже за СК Југоисток по ова прашање? Дали почна да се менуваат навиките кај струмичани? Па да, се повеќе струмичани гледаме на велосипед, за разлика што пред неколку години, повеќе години почнавме. Има доста заинтересираност. Значи Југоисток е малку клуб со пошироки размери, значи не сме сконцентрирани само на Струмица, и Валандово тука ни е вклучено, имаме членови од други градови околни и одиме на тоа да се промовира што повеќе велосипедизмот. Значи имам доста планински велосипедски тури низ Македонија организирани, скоро секој викенд има некоја планинска тура и се трудиме да ги посетиме сите тие тури. Исто промовираме и надвор од државите. Имаме наши членови кои учествуваат на најголемиот планински маратон во Бугарија, Витуша 100 км околу Витуша. Учествуваме на доста други збиднувања во Бугарија и во Грција. Значи, целта ни е цело време промоција. Да. Промоција да вклучиме што повеќе луѓе во целата таа работа. А како јас и Мери да не натерате да се качиме на велосипед? Еднаш да се качите да пробате. Абе јас се возам од Ангелци до одредени локации до нивите кај што не се. Не, да одите на планин да се качите до некој врв со велосипедот да видите поглед. Ќе издржите. Треба физичка подготвеност. Да, е отворено. Како се може да кажете? Погледнете мене Борче. Значи не е мерило, значи не сме атлетски градини. Пример за оваа другата категорија патен велосипедизам, таму сака и мала тежина, јаки мускули, захтеват многу сила на вртењето, додека планинскиот велосипедизам е уживање во планината, значи не е надпревар. Да. Значи од првиот до последниот ќе стигне најгоре, некогаш има и 2-3 часа разлика. Значи може едноставно не може да возите, си го буткате велосипедот и уживате во природата. Сепак да кажеме, ние сме рекреативни клубови, не сме професионални. Да, ама добро се, како размислувате, не сте професионални, ама со тек на време може и да бидете и професионалци. Гледам се спрема даунхил патека, барем така се најавите дека утре за утре оваа патека мора да се искористи за нешто. Сакате да кажете дека кога возите во клубски, например, 10-15 души, нема некое надпреварувачко, некое темпо меѓу вас? Кој да биде прв или кој? Ако сме повеќе, се движиме, например, во две групи, да кажем. Тие што се побрзи и тие што се побавни. Така да последниот него оставаме се да биде сам, нели? Значи се трудиме да ги мотивираме да... Тоа е надминета, таа детска болест која да стаса прв на целта. Барем така јас ги перцепирам. Сега е повеќе рекреативно, да се посетат повеќе убавени, да се презентираат, да се направи спој меѓу велосипедизмот и природата, барем такво чувство добива. Баш така. И навистина мене ме интересира Преметаров. Како да ја натерема Мери од работа овде до оваа импровизирана студија во Европската куќа да дојде со велосипед, а не да дојде со... Значи, Мери, се знаеме ние повеќе време, у нас е спортски дух. Тоа го знаеме. Така, се има пофалено дека трча. Да не дојде трчајки до тука, да. Нели, секој си има, да кажеме, повеќе љубов спрема некоја спортска дисциплина и јас гледам дека тоа не е трчањето и представува големо задоволство.
Ама за да ни помогне на нас, на клубовите кои што сакаме да промовираме велосипедизам, нека си трчи она. Нека си го да кажеме прави тоа, ама нека зема и велосипед, значи нека иде на работа и да се враќа и да направи некое селфи од време на време да постира, знаеш, тоа ќе не мора нас, ама само да се тагира, знаеш, ти што се следбеници, пријатели да трчањето. Да. Ако би сакал малку Борче да го вклучам. Борче, доаѓаш од Авеле, јас сум од населено место, од Ангелци. Каква е состојбата по населените места? Има ли велосипеди? Се користат? Еве, јас пред малку реков, го користам до Лозието да си отидам, кој што е некаде кај Дерниково, до Седларци исто така, повторно некоја рута, ама Има доста мои другари, врсници, помали, кои се собираме и се дружиме. да. Дури и велосипедски клуб има нов гради. Да. Имат велосипедски клуб направено, ама само така. Неколку луѓе се тие и само така се почна и дружат. ВК актив на времето, као ајде, у подрум беше поре или што беше? беше У подрум беше. неофицијална средба, да. Така. Значи има веќе кој што веќе раздвижено со велосипеди се чувствува. Ден со ден се повеќе и повеќе расте. А ме интересира дали овој твој пример на работа со велосипед веќе почна да го користат и други, иако морам да признам сепак делницата Давиле Струмица е пофреквентна, не е толку дозволува, нешто најави има дека ќе има и велопатека, но го следат и други твојот пример. Па има повозрастни луѓе кои го следат тоа. Да. Кои што јас ги следав нив, па се по мене има други. Јас морам да искоментирам, да, често патувам за Скопје и там гледам, пред секоја поголема компанија има паркинг за велосипеди и е полн со велосипеди. Значи, Па во Скопје да тргнеш со сме автомобил. поблизу, да, ама таму некако, колку ни е близко Скопје, ама таму некако културата е на повисоко ниво. Како ајде јас ќе тргнам. Па зашто предвиди свој немаш ти паркинг за велосипеди, па те да те прашам. Еве јас не сакам да дојдам. Еве ги велосипеди, се надевам никој нема да ги откраде во меѓувреме. Може да ми кажете што се случи со велосипедот? Пред некој ден видов на социјалните мрежи. Беше откраден еден велосипед на ВК Актив, ако не се лажам. Што се случи со тоа? Горко е позапознат. Значи, велосипедот се уште не е најден. Се уште се пара велосипедот, да кажеме. Ние искористивме нашиот Facebook профил да го објавиме тоа и да го видат повеќе луѓе. Ама за жал да кажеме многу тешко да се најде. Пошто сигурно е тоа нешто организирано и кога ќе го снема велосипедот, да кажеме, ние од искуство знаеме дека можеби тој велосипед не е Струмица веќе. И затоа е тешко да се пронајде, пошто се работи релативно за поскапи велосипеди и сигурно тие што сте го направиле тоа, да кажеме, знаат дека е поскап и сигурно нема да го понудат на нашиот пазар. Значи да кажете дека тоа е нешто организирано? Мислиме, да. Мислиме дека се случува често во Струмица? Па на наш член тоа беше, да кажеме, прв пат, ама мислам дека треба да внимаваме. Треба да внимаваме и има тука кражби на велосипеди, не знаеме колку често да кажеме, ама од време на време се случува. И така од други обични луѓе сум слушнал дека и фали велосипедот, ама ете. Да, и во ред, еве имаме велопатеки, тоа е се во ред, но што е со паркинзите за велосипеди? Имаме доволно во Струмица, Блажен? Па јас би кажал, да кажем, ајде Блажен, кажи. Има на неколку локации паркинги, но за жал мислам дека не се доволно. Значи треба да има паркинзи кај што стварно доаѓаат луѓето. И небезбедни. Тоа што се небезбедни, да. Од кој аспект мислите дека не безбедни? Нема опција кај да се заклучи лично. Предното тркало не е опција да заклучуваме, бидејќи на нашите велосипеди со еден клик се вади предното тркало. Тоа не го знам јас. Да. Не го знам На јас. поскапите велосипеди со еден клик се вади предното тркало, така да џабе е тоа доле ниското да го заклучиш таму, ништо не си направил. Да. Тркалото е најефтиниот дел, ќе го украде без тркало. Да. Во ред, тоа е некого подразмислат малку и надлежните. Она што ме интересира, кој е вашиот став по овие електрични велосипеди? Тоа е иднината според мен. Јас имам два конкретно. Не, сериозно. Да, еве и Кире има. Не сакам да прашам.
Да, значи, Јас мислев дека предноста нема да значи се на врши планински тоа. електричен велосипед, кој некој ќе каже електричен велосипед, возиш тоа с моторче, нели се? Чек, па тоа сакам и јас Не, не знам, не, јас не. така мислам дека Значи има или- градски електрични велосипеди кај што даваш копче и он те движи и така натаму, кај планинските електрични велосипеди не е така. Ами, значи пак Значи, напад. конструкцијата на планинските велосипеди е што моторот е во педалите. Значи ти помага на торзијата, на силата. Значи Аха. пак мора ти да вртиш, но да речеме оваква угорница би вртел како по многу поблага, ама па би вртел, па би давал сила, па би се испутил. Трошиш, да. Значи целта е што енергијата ќе потрошиш енергија, ќе се испутиш, но ќе стигнеш побрзо, што рече Мери, јас нема да стигнам до врвот. Ќе стигне Мери до врвот и ќе истроши енергија, ќе се испути и ќе биде многу среќна. Затоа тука ја гледам точно, со обичен велосипед многу повеќе енергија, ти треба сила, треба да и ред други работи, но предноста на електричните може да ја исклучиш да се вртиш како обичен. Значи има нивоа колку да ти помага или воопшто да ти Јас помага. мислам дека е на копче, извинете. Не е на газ. Моја Да, грешка, да, моја да, перцепција, да. мислам дека притисни И он те вози И на он те врвот. вози. Ама Не, како не. се возат низ градот? Со електричните. Има ли градски електрични кај што се дава газ? И таму немаш Моторот е во точно тркалото, тие не се планински, Да. да. И таму немаш Нема, напон. нема напон кај тие. Може и да вртиш исто и кај нив, но комплетно друг концепт од планинските електрични вози. Велосипеди. Добро, организирате предпоставам тури, рековте, сега збореше Блажен, но ај ВК Актив, вака некоја тура. Не, вие сте интересни по мистериите на Струмици, иако оваа Беласица. година, односно на Беласица, иако оваа година мислам дека не ве посека многу времето, или грешам? Добро, не на Може сами. и да Не, е. 2 сата не сачи, потоа. А, но потоа, може да ни ја пренесете таа атмосфера од таму? Ајде, Кир, кажи. Па атмосферата мора да се доживее. Кир, знаеш колку години ти се таксам дека ќе дојде? Да, јас тоа викам секоја година. Има од едната страна се пешачка патека, од другата страна се со велосипеди. Така е, не ли Да, организирано? значи Не, мистеријата има и трета. Со джип. Со джип има, и тако има. има и со И камиони. тие Ево, ATV. викнете го Ваня со джипот, ако ништо друго да видим. Значи, мистеријата на Беласица ни е најголема тура, ние што ја правиме туку во Струмица. Веќе 8 години, мислам дека беше 8 овој пат. Секоја година има околу 150 до 200 луѓе. Ова година прогнозите на телефоните беа лоши. Меѓутоа времето сепак ни се погоди да кажа. Врнеше малку 2 часа. Што Да. не е ништо страшно за планина. Сите тие што возат, што трчат, што пешачат по планина, не им пречи многу дожд. Така да не дојдоа некои што се почетници, например, во Да. ние го правиме мистеријата на Беласица и за пешачење и за возење на велосипед. За да има повеќе, нели, гужва, да има повеќе народ, Повеќе заинтересирани. а и да видат, например, планинарите, што се, да видат како е со велосипед и обратно, нели. Значи, ние ако возиме велосипед, некојаш во планина одиме и Да. на пешачење, на планинари. Сите од клубот, така, Да, не таа е е тоа. рута колку е 10 километри од таму. По патот е 10 км до планинарскиот дом, кај што го држиме настанот, шарена чешма, а после нели утредента има до врвот, дали до Звездан врв, дали до Тумба, има уште толку. Успеавте ли да ја намирате ова манифестација еве, или прашано тебе или до Борко, со оглед дека 8 години ја организирате, да не биде само локално, туку и да се прошири. Сепак ова е 2 дена, ако не се лажам, кај што се запознаваат со природните убавини, па може да се искачат и до еден од врвовите, па сечена скала, па имаше некоја соработка. Ето Јас така. морам да напоменам, да, дека организатори се исто и Југоисток, заедно го организирате тоа. Не, не, Како не, е? не, Значи, сте Тоа видели тоа е да- конкуренцијата сега. Па Или сега Ние си имаме планинарски, други а наstupi. тука Они имат тука други, сакаш тоа знаеш, да да. И планинарски, Да видам нешто. по-богата понудата. Добро, добро. Да. Успеавте ли да се наметнете малку пошироко? Ви доаѓаат од страна? Да, значи редовни гости не се гости од Бугарија. Имаме традиционално секоја година имаме група од Бугарија што не доаѓаат. Претежно не се велосипедисти, тие се учесници на пешачката тура и со нив да кажеме
баш изградивме едно добро пријателство и редовно се пратиме на социјалните мрежи и да кажеме редовни не се како гости они. Друго што би кажал да кажеме, покрај тоа има и од другите градови на Македонија, постои календар за одржување на планински велосипедски тури на ниво на Македонија. Значи пред сезоната се објавува тој календар за да може да кажеме настаните да не се поклопуваат еден со друг. Секој велосипедски клуб од тие поголемите градови на Македонија си има датум, да кажеме Велес, Скопје, Прилеп, на тој датум и тој викенд да кажеме они организираат настан. За да може да кажеме луѓето да си одлучат да кажеме да си планираат на кој настан да идат. Сега се јави малку проблем што има малку повеќе настани отколку викенди што има. И веќе некои да кажеме настани се поклопуваат, значи да кажеме има 2-3 настани во еден викенд. Така да, затоа ние очекувавме и проектиравме со Кири и со неколку луѓе таму од ВК Актив, кај нас околу 140 до 150 луѓе, а имавме 105. Добро, говорите, Така да. тоа е се 2 дена и нели мора да мислите и на сместување, односно преспивање, ако не се лажам, на шарена чешма и капацитет од носење шатори и така натаму. Организирано не е тоа. Добро, окей. Но да. сигурно 250 нема да е исто како 150 сега да ги сместите. Да. Би беа ли од ЗСК Југоисток? Оваа година Не. Имаше. Имаше. Обшто има помасовно, ама оваа година за жал само 20 дојдоа. Недела, во недела, во главниот ден. Лани бееме 7, мислам. И јас пред неколку години, еве Борко, морам да ти кажам, бев и учесник со позајмен велосипед на една тура што беше организирана Бугарија Струмица. Не знам што организација беше тоа. Да не е околу Беласица. Можно е, да. 200 км околу. Да. Ама сте учествували само на делот од Бугарија. Не, Од граничниот премин Ново Село требаше да се оди до Дојран, Баландор или тука од граничен премин Ново Село, тука до Струмица. падините на Беласица ги возевме. Може има и 8 години и беше многу убава активност. Сега не знам дали таа активност продолжи да се постигува, дали постои такво нешто. Организира клуб од Бугарија, од Петрич, Бугарија, ја организира секоја година почетокот на јуни. Таа е 200 километри. Порано се возеше од Бугарија преку Струмица, се спиеше во Дојран. Вториот ден од грчката страна на Беласица, преку граничен премин Кулата до Петрич. Така да знаеш, да. Можно е да се а сега ја завртија веќе последните 3 години, многу полесно е од Петрич одат преку Грција првиот ден до Дојран, а вториот ден од Дојран одат до Петрич преку Струмица. И тоа се на велосипеди. Се на велосипеди и масовно е многу, има. Да. Ајде Блаже, кажи која е она манифестација, И тоа сакам да приметив дека има многу женски од Бугарија велосипедистки. Они се европејки. Да, а ние тука мислам дека го немаме. Немаме таа навика баш. Колку женски има? Значи јас учествував ова година на делот од турата што беше да кажеме од Струмица па до граничен премин Ново Село. И значи организацијски се може да кажем скоро перфектно организирани, да кажеме од Бугарија. Бела Екстрим се вика клубот и интересно е тоа што да кажеме таму не само велосипедисти, туку толкова е популарноста на таа тура што има да кажеме луѓе со коли кои што да кажеме ги пратат велосипедистите или се предив на дестинацијата да кажеме, ама ги прашуваме ние зашто вие се одлучувате да кажете да ја прифатите турата, а доаѓате со џипови или со коли, вика ние сакаме забава во Дојран. Значи интересна е работата да кажеме. Имаат едно мини камионче со резервни делови, со резервни велосипеди, да кажеме. Ако некој му откаже велосипед, тоа е километри се тоа. Доктор носат, да кажеме, имат и комбе, значи некој ако не може да вози, веќе да кажеме или застанува, велосипедот му се качува на камиончето, он во комбето, значи не останува никој на пат. Ако е некој краток дефект, да кажеме, има сервисер, се поправа тоа, да кажеме, пак се продолжува во турата. Точно дека тоа има, дека повеќе девојки има и работата што не е толку темпото јако, за да може да кажеме некој да се прават чести паузи и координација има помеѓу сите луѓе, да кажеме,
И на крајот сите се стига до последната дестинација и тоа е една прекрасна тура. 400 луѓе имаше од цела Бугарија. Ова е веќе навистина Бројка. Замашна бројка. Прекинав нешто. Би взел сакав што манифестации, што тури имате вие? Ние Па да видиме колку вас ве поддржуваат овие од ВК Актив. Не поддржува. Традиционално, значи сега се вклопиме и со СОФ, порано почнавме самостојно турата до ноќно искачување на царевите Ова што коли беше со забава, да. Да. Ние сме организатори на велосипедскиот дел, има и на пешечки дел. Исто правиме секоја година традиционално во Валандово тура. Се тргнува од Валандово на Кајдоиран, преку селото Ѓопчили, се искачува репетитор од Боцка и се спушта од другата страна на планината на селото Собри. Таа не е многу убава и многу масовна тура, значи не доаѓаат од цела Македонија. Имаме од 150 до 250 велосипедисти сме имали, кои што ни доаѓаат да не посетат, да ја возат таа тура. Ја чистиме и одржуваме таа патика, ја средуваме, многу живописна патика и многу лесна. Значи секој може да ја извози со се не со градски велосипед, ама со било каков Ова планински. конкретно за оваа тура, што на некој начин е прилично секаде исто Еднодневна е. Еднодневна. Да. Правите ли преки, на пример, овие велосипедистите кои што ќе се пријават? Почнуваат од кај Валандово, нели? Ова патека до Дојран. На раскрсниците за Дали- Ѓопчили чекаме да се соберат сите. Мгм. Значи не пуштаме некој што се брза да оди напред, се седи, давам банани, вода, нешто, Така. ќе мотивираме музика, Потоа им низ пуштаме. планината, Потоа на селото Ѓопчили пак се собираме. Аха. Горе имаме главната за собирање, не е на полња горе под репетиторот на највисоката точка. Таму на таа полња се собираме, одмараме. Мгм. Значи Исто. сепак имате одмор. Да, мора да има. Неколку тоа точки, сакам да, прашам, неколку точки за дали во собирање. континуитет. Бидејќи не смееме да ги оставиме тие побавните, да изгубат и надеж и ставаме наши членови водачи да бидат со последните, со првите, со средишните. Преку радиоврска се Така. комуницираме нон-стоп, И попат, неколку возила, Некои исто билки, помош. некои чаеви, некој шумска овош јако Да, има. да. Што? Може. Апсолутно, па. Сигурно. Ние што викаме зејтинлива треба, така? Кантарион. Спомени не разбираат што е тоа зејтинлива треба. Значи, нешто што се лекува на струмички. Па да има доста. Да, сакам да Борче. Леле, пак Тоа, сакам да прашам. ти што си сакаш да си прашуваш, Слоган од Мери, Не, слоган не, од Мери, сакам да прашам. интересно. Сакам да прашам. Прашај. Се вика сакам да прашам. Прашај. Сега Бог гледам да, чашата, Сакам така. да прашам, ама прашај никој не. Повели. Не те Која е може. Која е најдолгата тура која имате извозена? Велосипед? Најдолгата тура која имам Тура извозено на е Википедија. за 9,5 сата, околу 260 км во еден ден. Да, Табиле, Берово, Виница, Кочини, Струмица, да. Колку калории истрошивте тоа? Па, Много. да ти кажам много. Видите некоја Не. некако да Па, добро. сите имаат сати, ги гледам, сметам. Да, Од Пред прилика. некој ден Тоа е имавме дали наши колку 20 километри членови, трошат ја на- извозија цела Западна Македонија, од Скопје преку Тетово, Гостивар до Охрид. Мгм. Или Тоа е- колку килограми тоа е доста потрошувате на долго. една тура? Знам дека се троши многу, тоа е напор, не е. Јадеме не е шал. многу и компензираме. Правиме паузи. Ранецот ни е полухрана. Ама правите паузи во ресторани, така Не, се попат, седувате, или попат. само на Попат ќе се собереме која полјанкичка, ќе си извадиме вода, банана, некој само на сендвич здрава од ранецот, храна Некоја френка, чушка, ако може печена, зашто да не? пршута. Е, тоа држи. Она што сакав да прашам, ова што ме поттикна да го прашам Борчено и сите вас. На вакви патеки долги, тоа е потребна и кондиција. За разлика. Како ја одржувате таа кондиција? Например, јас кога нешто малку повеќе би се извозил или например јас сум мерек да се искачам да извозам до Требичино, некако почнав да добивам крчеви во мускулите. Само со тренинг. Значи Ама денеска колку ќе отидеш, тренинг? пример денеска Еден до месец. Едраниково ќе отидеш, ќе се вратиш утре пак, после 3 дена пак, четвртиот ден дори до Требичино ќе отидеш и ќе видиш дека шестиот пат нема ни да видиш кога ќе стигнеш. Така. Значи само со тренинг, како и секоја друга работа, тренингот е многу важен. Ние често тренираме до Цареви кули возење и назад. Таа ни е патека, Како новиот тренинг. како тренинг патека.
Што мора да се одржува кондицијата. Од ова Борче што го спомна, сега до перо да се искачиш да ова навистина не е мала работа, сепак мислам дека ќе у горница ќе су, не знам, јас би добил воспаление на мускули и нема да. А што се случува зимно време? Што правите зимно? Еве како ја одржувате кондицијата? Летно време се 3-4 месеци. Сакаш да кажеш дека имаш снег? Не, се вози. снег. Ние имаме месец дена снег, значи не е 3-4, значи паузата ни е месец дена до 2 И месеци кога е најмногу. ладно сте на велосипед? Да, не е проблем. Само Имам да со нема добра снег. опрема, само да не се заледени патишта нормално. Иначе возиме. Значи и по снег на Беласица сме возили. Се вози до декември. некаде. Да. То се мала. Јануари, февруари мала пауза, март веќе пак се почна. Така. Јас мислев дека фатили ладното и толку. Напротив, фатели жешкото не се вози. Не се толку, вози. да. Седем, Сонцето како да што е да, жешко. во ова Се вози жешко. само на Беласица. Сега е Вчера бев на Се- Беласица, верувајте, 18 степени беше во. Убавина, дури и веќе кај 19 часот палто облеков. Го се симнав доле во 21 часот, мудри топо дамо. Бран. Да. Она што ми е интересно кај вашите клубови дека цели фамилии сте уклучени во клубот, гледаме по активности. Па каков татко, таков син, И таква ќерка, и таква ќерка, жената апсолутно сега. е навлечена на велосипед. Дали секој член што е во клубот е и со брачниот партнер, да кажем, во клубот, или тоа се само неколку така брачни парови во клубот што ве Па, гледат? например, кај нас има, не знам сега, има брачни пари, има Не. браќа, Има браке, да. брат и сестра, не знам, нема. Нема. Интересно што и они имат еден пар близнаци и ние. Што Борче има брат близнак велосипедист. Интересно се, да. Да, имаме по еден пар близнаци во клубовите. За родители и деца, Има. Мато. добро, Како? не се толку возрастни. Да. Мене ми остави, не знам сега, Има. мислам дали се ваши членови, тоа прето 3-4 години се сретнавме на Варварица, ако не се Ица лажам. и Зорица. И вака на еден велосипед, две девојчиња помале, ако не се лажам, кои што беа на самиот велосипед, вака ми остави и сопругата Иван. некако беше тука. Иван беше тоа. Не се сеќам, ама ми остави Со сина велосипед во Струмица? Не, тоа беше во Варварица, нешто дали беше како На Петков ден. Не, дали на маршрут беше можеби на Петков ден. Петков ден, недела после, да. И Кира некојаш да кажеме, нели? Јас со ќерка ми кога беше помала, тука имам седиште напред, се качи до манастирот во Велус. И тоа во еден здив, што тешка година, нели, Да. таму на крајот, ама ја качи, значи сега веќе голема, не можем да ја возим. Но, например, со ќерка ми, она почна да вози... Ама вози. Баланс велосипеди, почна да вози од 2 години, 2 и нешто. Нели, викаме, още не може да води како што треба, ама јас се качих на баланс. Така, буте, нели, се научи, возеше, сега и купив нели на педали и се научи за половина час. Значи од дома до центарот и веќе Има, јас знам, има уште Знаеш ли што кој е не неке- знаат да возат велосипед. Што Ама, е? Абе, јас имам. Не јас знам да возам. Меѓутоа имам во мојата близина луѓе што не знаат толку ли Па, е добро. тешко за некој. Треба ли некоја посебна вештина да се посети? Не, тоа е балансот пред се, ако евентуално и до самата личност и до родителите и многу фактори Повеќе влијаат, стравот, така, повеќе, но не е ако се позанимава тато или мама со детето, ќе научи. И ќе му вроди љубов. Да. за А ако немаш па велосипед. велосипед, како ќе научиш? Мислам, тоа се Конкретно, многу. кога спомнавте брачни парови, нашиот не има председателка, кој што со својот брачен другар се велосипедисти, така и се запознаа со велосипедите. И баш ово прашање. Има ли? Любовно приказни. Да, баш така. Поздрав до председателката. Да, благородна Атанасова. Се запознали овде на патеката за цареви кули, со сопругот возејќи велосипеди, почнаа заедно да возат, го донесе и него во клубот
Опа, И- видиш што значи жена. И најинтересно има 3-годишно синче, исто кој што рече Кир, има седло напред, сега на ноќното искачување исто со детенцето беа на Браво, велосипед. вистински примери, Да. на вистина јас не Да. знам кога се договарала, зашто не благородна. Јас оставив тие да се одлучат кои ќе дојдат гости. Нема, поздрав до беше- благородна, беше- тоа е беше- на вистина добар потек. Оправдано зафатена не можеше да Окей. дојде. А јас се сакам да ја прашам обратна ситуација, дали ако некој млад е велосипедист и член на вашиот клуб и се оженили со во меѓувреме и мора и партнерот да му стане велосипедист, тоа сакам да прашам. Дали некако им влијаете на Знаеш ли кој партнерите? не... Добро, ајде, може. Кажи си. Не. Сакам да си Добро, прашам, ова кажи ти е си. добро прашање. Добро прашање. Мора? Дали се мора. фраерчиња, оние на велосипеди? Или тоа да. Се случува, нели, и обратно. Новиот Да, брачен што? партнер да го кочи, сега морали да одеш ја вај викенд ли, зошто бас Тоа сакам сега? да го кажем и јас. Приказката нели дека Колумба ако бил женат немал да ја открие Америка. А жените криви, бе? А жените криви. Па добро, да се рамно Не, тоа знаеш како е. Обично кај нас има случаи да кажеме или ќе се ожени или озбилна девојка да кажеме ќе го снема 5-6 месеци, го нема, знаеш. И после 7-8 месеци еве ќе се појави на состанок, па ќе извози една тура и значи ќе почне полека да се враќа враќа, назад. ама има период го снемува, значи Неки Тоа Струмичен да се има една договори, чудна а навика, мора да чудна навика да видиш припадничка на, односно на понежниот пол на велосипед, сите ќе се свртат. А видиш, маж никој не се врти по него. Па, ајде не кажам што е тоа. Па не Вие знам. мажите така не Туку гледаат. знаеш што ми беше најтешко? Исто и за трчањето да си кажам. Ако трча женско, сите ја гледаат, ако трча машко. Аман тоа твое трчање. Знаеш ли, колешки, кој е најтешкото прашање да му го поставиш на еден велосипедист? Најтешко е. Да. Колку пари ти е точно? Ајде баго, ќе кажеш ни колку чини еден велосипед, оно што го имаш ти. Зависи, имам јас 4 велосипеди. Жената гледа? Да. Најголем страф ми е кој ќе ме снеме еден ден да ги продаде по цената што сум ми рекол дека сум ги купил. Некој ги израдува, некој ги израдува. Дали слушаш дека ми ова е најтешко прашање? Затоа што не кажа. Има скапи Не, велосипеди, не, че реално има има велосипеди. велосипеди кои што чинат и над 10.000 евра. Што зависи? Цена. Зависи од опрема цена. Чував планински велосипед, да кажем, под 2-3.000 евра нема да се купи нов. На старо? Нов за нов збориме. На старо исто под 1000 евра нема солиден. И убав на старо знае да е и над 2000 евра. А што друго опрема треба за... Чекај да ја видам фирмата која што Делукс Ќе даде рентакар. пари, сериозни пари треба да даде. Како треба да ја што, подразмисли. Како што се развива подкастот, поевтино ќе ни биде мотор да си купиме. 5.000 евра. Ако не, колку кажа дома дека го купи. Тоа ме интересира. Ако слуша супругата да понацира. Ова е многу јако. Знаеш како на старо го најдов некаде, еден пријател. Излажав еден. Не, молк биди, молк. Сите го имаат исто. Ама што мислиш, Ама ќе им дали направиме проблем дали ти дома. одговори благо? Он само кажа политичарски, од толку до толку и над толку има, ама лично колку го купил не ти кажа. Ова е најтешко прашање на велосипедист да го прашаш. 3 пати му го преформулира прашањето, никако да каже и овој како благо, па има поскапи, има во завис од добре, ама колку ти чини? Твојот велосипед. Да, ми кажема Што после мислиш? емисија за Виде, ние сакаме да ги продаваме по-скапо и значи, има разни нормално, цени. Нашите околу 1500-2000, што јас имам 3. Што возам пак колеш. Велосипедски Зошто парк. 3, ајде? Зошто имаш 3 велосипеди? Па, затоа што не се продават. Ќе најдем поубав, а стариот не се откажувам од него. Имаме Врзани сте со тоа. Сега има категории во Што сакате планинските. да Имам еден ендуро, тоа е и за качување и за спушање. Имам еден hardtail, што е така за Полесно. полесно Полесно, возење, да. асфалт да кажем. И овој сега новиот што има електричен. Така да. Сите се за различна намена.
Да. Друга опрема, што треба за да се тргне на Каци го некоја навезна. посериозно Ако е за патување? има и на планински може. Па стандардно, нели, кациги. Штици. Сега има, нели, и таму различни кациги. Full face, што се викат, нели, обични некои, по-нормални. Зависи, нели, од возењето, штитници за нози, штитници за лактови. Тие специјални. Например, специјални патики што се возат, па добро, облекте. Ама има и таа значи Облеките, да. Опрема Па, за тоа, да, драйфит, шишковец, да. нели, Полиестерни мајци кои делови. брзо сушат. Панталони има важно. за возење, тие Да. се растегливи. Сега нешто ја сакам малку посериозно. Што не кажавте по која цена ви се дома велосипедите, не кажувате. Имаме ли шанси, иако рековте дека рекреативно некако се занимавате и со клубовите, но вртејќи овие спортскиве канали, барем преку летниот период, и ајде да не кажем овој друмски велосипедизам, турде не ги има многу, како Има, се да. вика, но ги има и тој тие планински велопатики или спустови, Има и трки, да. трки, Има. така натаму и така натаму. Нели созреа време? Тоа сум го прашал дел од вас, нели созреа времето да се размислува на тоа поле? Постои во Македонија, значи постои планинарска федерација која организира трки. Велосипедска се извинувам, кој ќе организира планинско-велосипедски трки, покрај друмските трки, но некако не е многу промовирана и А не е зашто да многу... не? Не, мислам, сериозно ова како клуб да организирате едно Не, Много натпреварување. интересно, поделени сме рекреативците со тие спортистите. Некој не може да се споим, они си имат нивни настани, ние имаме своји рекреативни настани. Они се мала група и се тркаат и Еве, ние уште од 2013 направивме една таква трка, со соработка со Велосипедска федерација. Имаше 20 луѓе. многу грешно. Да, на Значи, Ожден беше на... бара и повеќе луѓе и организација на ваков на еден настан, бидејќи па ми се мислите, кога гледам и како поставени камери за пренос, па како се направени самите патики, па колку публика на овој планински спусти, како го викаат, тоа е чудо. атракција е тоа. Не, сериозно народ, публика, мислиш на вистина овој скијачки спуст дека гледат, а не овој Например, во Бугарија најмногу возат овие спустови. Кај нас не. А тоа Еве сака да сега кажа. во Нема Битола каде има да се нешто. организира тоа или? Не, во Битола ја организираат и има доста добри возачи. Кај нас во Струмица некако се одредивме сите на рекреативно. Ама со масувањето на членството Па не знаеш дека рекреативност- утре задутре може. Рекреативното е помасивно. Сега за спустови треба помлади. Ние веќе ајде да не кажам Ризично. Треба Добро. помлади, Да, треба да не кажем услови, дека се патеки не угодни, треба. Да. И Да, патека треба нема убава и услови, се, те да. патеки Треба ги убави нема. услови, убава Значи, патека. има доста не- млади што го не е сакат. регионот подготвен за И тоа. се- Не, имаме ли односно вака Планински планински предели, да, предели кои што може да бидат адаптирани ама претпоставки. таква патека да се направи захтева многу работа, многу средства и Плюс е ризично. Кај нас уште не се Одговорност е прилагодени законите. Некој ако направи некоја белја, Значи да се цела фокусира. кривица ќе е на нас. Да, како апсолутно, клуб, апсолутно. така да- апсолутно. Не, бидејќи Да. вака гледам овие мис Швајцарија, Германија, таму во Австрија исто така и мислам навистина многу посетено. и Бугарија исто има. Еве и ова што го Бугарија, зборите да. Пример Бугари. конкретно, еве ќе го земаме, например, ски центарот Боровец во Бугарија Да. на Рила Да. планина. Да. Тој исто има, малку луѓе знаат, неколку 6-7 професионално по европска теркови направени патики за спуст и прилагодена една жичара за качување на велосипедот. Се го закачуваш, се качуваш горе и се спушташ по една од тие патики, прекрасно одбележени, стрмни, екстремни. Тоа И е. може кој сака преку лето да отиде таму, 3-4 месеци е сезоната и е многу убаво таму. Ние се трудиме еднаш годишно некој членош го посетуват. Една година и се заедно. Ама, ова што вели Да, има да. жичара, се пак Жичарата е и доста- Зичара плюс патеката бара и Е, одржување и да, изработка. да.
Со дрвени делови, Треба да се мостови и мисли, така натаму. Не може ја гледа планината, ај пушти се надолу. се надолу, така. Првото дрво твое. Говорим организација, да си плаќаш карта за жичара. Да, 30-40 лева. Да, и за користење на патеките, да. Нас се уште Имаат лекар таму се. Ама апсолутно по-добро се. Организација, Кога се размислуваат. Возење ти треба некои обуки, си треба... па да, се не Адреналински спорт е пред се. Адреналински Да, спорт, Адреналински Апсолутно. спорт е така да първо треба велосипеди така за За таков спуст треба и сериозен велосипед. Не може се секој по тие пати. Во Скопје има направено нешто на средно водно. Ние сме ја возели таа патека, значи од подножјето на водно па до средно водно има направено. Патеката е убава, поставена е убаво да кажеме и на спустот не е толку стрмна. Значи бара некои средни да кажеме вештини за да можеш да се спуштиш по неа и мислам дека се користи доста таа патека одвоена од пешачката. Значи тоа е многу важно ако не може по иста патека да се спуштат и пешаци и велосипеди. Пошто велосипедите некојаш да кажеме знаат да забрзаат и Тоа доста да забрзат надолу. да, и некои луѓе да кажеме ако не знаат дека таа е баш за велосипед или е заедничка, тогаш може да стане да кажеме или некој проблем. Во Скопје на водното, средно водно конкретно е направено убаво, значи дизајнирано убаво и си функционира. се најава дека и тук ги има. Па да, Не слушам многу дека стрмно, горе значи- ќе има нешто планински даунхил, барем Да. байк. Значи, моje мислење, јас ќе кажем, значи не е да се направи нешто, да кажеме, и да го користат 5 луѓе, да кажеме. Да направиме нешто, да кажеме, да се користи малку помасовно. Пошто ако е нешто екстремна, да кажеме, патека негде, да кажеме, даунхил, нели, спуштање, ако е толку екстремна, да ја користат 2, 3 или 5 луѓе, не сме направиле ништо. Значи, да направиме нешто што ќе користиме, да кажеме, 50 луѓе, 100 луѓе да го користиме, тоа е за мен. Има можности, ако некој се осети да кажеме сака да се надпреварува, има. Значи, има, ќе иде Битола, Пелистер, ќе иде Боровец, значи има простор за така, ама тие се многу малку. Еве од нашиот клуб моментално нема ниту еден со желба за тоа да го направи, да кажеме. Значи да направиме нешто што ќе го користиме, Апсолутно што ќе го користи по Да, широката не, заедница да. и по млади и по неискусни и искусни, барем колку што ве разбрав, да го користат поголем број на граѓани и Тоа се велосипедисти. големи инвестиции на пример Апсолутно. даунхил патеката и да ја одржуваш како што каже Благој, да кажеме, Најважно да се одржи. пари требаат, значи луѓе треба, средства треба, значи да се биде у кондиција таа патека. Гранките обрснува, треба некој да ги сече, треви. Добро, јас мислам, треба види некој да се, ги рака следува. на срце, локалната власт последниве 2 години мислам дека добивам чувство дека премногу инвестираше за велосипедистите. Или Тоа е да кажеме точно. не за велосипедистите, сега што се израза. Генерално. Како велосипедска инфраструктура кој што може да се користи. Пам траката тука, велосипедските патеки, а и скейт паркот, скейт парк колку толку не знам колку Пак може е со има велосипеди, за да, да, велосипед. навистина спортски качења. Си ги пробуваат своите си. Да. Интересно е. Но еве пам траката навистина уште не беше ставена во функција. Кога видов викам леле. Значи, Има, за струмички услови мислам да кажеме дека е баш па тоа е и за иднината сега е боре. добро, да. Тоа е иднината. Од мали кога се учат и да возат велосипед, тој предизвик, така да ова е може да бидат потенцијални членови на ВК Актив и на ЗСК Југоисток. Да. Тоа ми беше збора. Ние мислиме да кажеме дека нели сега имаме градска патека, не е покриен целиот град, може да кажеме дека 1/3 е покриена, ама е доволно. Сега да кажеме, ние размислуваме како нели да се испромовира таа патека и на едни од нашите состаноци мислиме дека можеби средношколците се тие да кажеме што може тоа да малку да го поттикнат да кажеме. Моментално средношколците еден или двојца одат на работа со повеќе професори има што одат со велосипед, а не. Значи може паркинзи во средните училишта да се направат за велосипеди, можеби неколку Кампањи, некои поактивни, поинтересни, да. прилагодени за младите да привлечат внимание, такви Или знаеш кампањи како да рол бидат. модел викаме, од тие млади да кажеме неколку девојки, неколку машки да почнат да возат, па другите да ги следат. Значи у тој правец би можеле да кажеме, Да, знаеш, да се апсолутно. Добро, сега штом се почне да се работи нешто и кога има вакви, ај би рекол, ентузијасти, сега не сум сигурен колку може овој збор
протолкувам како ентузијасти, но сепак љубеници во велосипедизмот, младите гледат, учат и едноставно еден ден почнуваат да ги следат вашите постапки, предпоставам дека ви се јавуваат. Може ли ние да бидеме дел од оваа тура, може ли да бидеме дел од мистериите на Беласици и така натаму, што значи на некој начин се почнува од некаде во однос на приврзувањето со велосипедот. Затоа е ние, например, како клуб, веќе неколку години организираме во соработка со Струмица Open за најмалите трки со баланс. Да. Значи, баланс велосипед пред неколку години беше мисловно инаки За Струмица. за Струмица. За да гледаме сега дека Секое второ скоро дете, секој да. второ дете вози баланс велосипед во парк или нели по велосипедските паркови. На трките децата уживаат, еве што ги правиме веќе 5 години, мислам, или 4. Децата уживаат, се натпреваруваат, сакат да се побрзи, нели? Кај младите тој дух натпреварувачки е поголем. Апсолутно. Значи, они веќе од значи трката е од 2,5 години па до нели до 6 години дека има висина после нели почнуваат се педали. Јас се приближуваме кон крајот на подкастот, многу ни убаво се разговараме, би можеле така да се разговараме уште многу, има што да се зборува за велосипедизмот, но сакам да ми споделите некое интересно искуство од некои ваши тури. Не знам, сега јас кога искрено, ако тргнам некоја тура, се мислам шо ако ми се скапа гума, шо ќе правам? Шо се случува? Се носи резервна секогаш Каде во ја ранец. носи, Со ранец имаш на грб. Немој да мислиш дека ова е автомобилска гума, па дека не може. Ова е обична гума. Мала, не, гумата е толкава мала. Она си мисли. Пакувана. Или прибор за лепење. Значи, доколку вие не можете, некој ќе ви ја замени. Да, да. Кавалјат ќе се најде. Да, Има. не, и на машко што не знае, друг ќе му помогне. Се случува, сме менале гуми на други, пумпаме, лепиме и продолжуваме. Да. Се заборава. Има некој интересен Најважно е што, да, секоја тура се носи многу емоции кои што устануваат. Значи, тоа е убавината на во природата. Значи, од секоја случка има по некоја анекдота, по нешто се сеќавање, па ќе седнеме вака ќе се собереме, таму ти така, се смееме, се шалиме. Битно е што емоциите се тие што устануваат. Да. И јас имам една интересна. Често ние од нашиот клуб ја возиме, има една тура од на Сувила, ке горе на планина Огражден, од тук од Шумското што го викаме, од широкиот дел па до село Безгаштево. Има таму И без што ти е Канивичино таму некаде? Не, од Сувила се. Од Сувила ќе Пиланата. кон Нивичино, тој пред Да, Безгашто, да, таму некаде Нивичино, Нивичино, да, да, тој пред. И Турија се оди, сме одели до Турија. така. Има таму еден брачен парк кој што имат рибник, имат да кажеме и стада овци гледаат таму и плюс имат да кажеме кујна импровизирана на отворено. И кога ние сакаме да идеме таму, се јавуваме на тој собственикот и му викаме, нели, недела во 11 часот ќе сме 15 луѓе кај вас. И ќе не праша што сакате, ќе му кажеме, нели, месо, јагнешко, ќе му кажеме, нели, Сирење, сирење, зелник. зелник прават, обичен домашен там да кажеме. Како не е зелено? Да. велосипед. И риби има пастрмка, да кажеме, кој не сака месо, риба, знаеш. Домашен шопски компир, да кажеме, и прават салата со компир и со кромит. Возиме до таму, да кажеме, тоа беше пред неколку години, да кажеме, седнавме, сервирано веќе, ние си јадеме, се опушташ, нели, веќе тука емоциите на сите весело, пријатно, да кажеме, се опушташ и по некое време кога ќе се најдеш после возење, да кажеме, не ти се вози баш после. Дремка. Да. Дремка. И на 90% од нас не се приспа, знаеш. И сите се собираме, има таму дрвја, едни повисоки, знаеш, и нели гледаш малку да седнеш, да се потпреш и да одмориш малку. И по некое време, знаеш, доаѓа, жената вика, што не си легнете, вика. И ние да кажеме ништо си. Да, си легнавме таму саат и пол време, се одморивме сите и после нели назад враќање. Да. Нема организмот е тако да кажеме, нели, после храната и ти се спие малку. Има ли анекдоти или да те прашам?
Праше. Прашец. Колку срамежливо. Имаш ли лузна? Колку? А мод велосипед? Едно. Само една. Да. А? Точка е. Една точка од тамна или По Боровец ми е. Таму, нели, по овие стрмница патеки. И по прв пат и так се опушташ надоле, сакаш да скокнеш до повисоко, нели? И така ми влезеш штрафот од педалата и ми остана. Значи треба да се биде и внимателен. Треба да си јас пак ќе кажам сега ова по твоја грешка е Сидио. Треба. Лузна? Па има доста. Има доста. Имам две. По колената јас како мал, добро. Имам доста. Си имам издупено. Имам доста лузни од велосипедизм. Јас најмногу имав мерак вака на брзина и да закочеш, па да завртиш велосипед и два пати и толку. А тоа не успеав, не успеав. Во Ангелци не успеав Да си имам лузно од едно тркало, ама многу одамна и ја нема веќе, ја гледам. Поминал. Дете? Значи, не беше зборот сепак да се внимава, тоа сакав да кажам, дека Не во падам, делот туку ми... да, не во делот на овие почетници кои што сакаат по планински кац сега обавезно заштитници, Да, и но и да се внимавање, внимавање и од поискусни собирање на совет. Да, апсолутно. Барем тоа е мојата Да, перцепција. тоа е пошто да кажеме нели искуството зборува тоа, значи кога некој за прв пат ќе дојде и кога ќе види нели удолницата, он нема представа колку да го скроти велосипедот, да кажеме. Он Да. не знае во кој дел да кажеме удолнина да почне да намалува брзина. Се мисли дека добро ќе дојде до кривината и тогаш. Не, значи тоа со искуство подобро да се движи малку побавно, да кажеме, за да со тек на време им добие осет, он да знаеме да кажеме кога да намали, за да може да заврти, да. И тоа без кацига, не, и на некои поекстремни како Боровец, како Пелистер, некои шоот или да кажеме макар и Беласица, знае да биде да кажеме згодна, пошто нели некогаш патот од дождивот има ерозија, значи има каналчиња, да кажеме, што е тешко некогаш да го управуваш велосипедот. Ако можеш заштитни коленици да носиш е супер. Колешке? Презадоволна. Се што сакав си прашав, колеги. Јас само за крај да ви заблагодарам што бевте дел од овој подкаст Биди свој, а на гледачите и оние кои што не следат, доколку сакаат да уживат во убавините кои што ги има нашата држава, мајка Македонија, едноставно со велосипед да ги поконтактираат луѓе од ЗСК Југоисток и од ВК Актив, бидејќи организираат навистина прекрасни тури и така е, но она што сакав да кажам е да се запознаат убавините. Јас сметам дека ние доволно не си ги знаеме нашите убавини. Има доста. А ги има доста, за да ги дознаете, токму тоа ВК Актив и ЗСК Југоисток ги нудат, можете слободно да ги контактирате. А Борко, не е проблем, јас можам да бидам дел од оваа тура како беше до Безгаштел. За јазењето, Не, ќе возиш и ќе мислиш на месото горе. На рибата. Не е горе, рамно е цело. Ама таму може со автомобил така да постане. Да, кога сме кај автомобилите, морам повторно да си ги познавам нашите пријатели Deluxe Rent-A-Car и да кажам дека имаат широка лепеза на услуги за изнемување возила, затоа што секаде не можеме со велосипеди да стигнеме. И тоа како да ги испромовирам мене ми текна, затоа што еве јас сопругот доаѓа секој трети пети од Лондон, си доаѓа на аеродром. Секој трети, пети? Па да, доаѓа често да ме види. Значи, ако биде на аеродром и му треба такси превоз или да не одам јас да го зимам, слободно може да се изнеми возило од Deluxe Rent-A-Car. Значи, секаков тип на услуги нудат, ве молам, сите информации и услуги на www.deluxe.mk, таму ги имате сите информации, а за се друго што ве интересира може и да се јавите на нивните броеви 070 261 420 070 261 419. Поздрав до нашите пријатели, им благодарам за поддршката. Поздрав и до Europe House, од местото од каде што го снимаме овој подкаст. Благодарам и на нашите гости денес, што одвоивте време и ни споделивте ваши искуства со велосипедизмот. Јас ветувам дека ќе си купам велосипед и ќе правам повеќе селфи и ќе промовирам велосипедизмот. Благодариме на поканата и нам ни беше чест да се подружиме и да дискутираме малку и извршиме промоција. Така.
Ама од друг канал. Вообичаено досега зборувате за одредени настави. Да. Ама сега влеговме во кожата на еден велосипедист кој крие дома од сопругата колку жени еден планински велосипедист. Фала ви дечки, фала ви дечки, имајте Една анекдота на крај да кажем. Ајде. Пред 7-8 години во Грција во една продавница да купам велосипед и ја гледам цената, ама кецот беше вака на косо малку да пише. Мислиш се днеска. И викам, гледај, 930 евра ќе го земам, не е скап. Вика, има кец напред. Не, викам, тоа е цртичка, викам. Така да. Ама кеца, викам. Не, викам, и му намигам на продавачот, колку е, викам, не знаеш што да кажа. Ама седе лесно картичката поминува и не гледа сопругата. Не минува, ама цената ја гледа. Гледа цената. Цената ја гледа. Како умешно има Ќе сопруга. најде интернет. Така, дечки, благодарам. Убав викенд, секој добро. Ајде. Благодарам.